Знаете, просто има некои денови кога се сеќате неочекувано преубаво, значи. А цело време, значи, се канам да снимам видео и као ај денес, ај утре, и нормално јас бев од тие што ме фати вирусот. И еве тек сега после колку недела и пол дена, значи се опоравувам. И конечно значи перфект. Значи денеска сум со некаква позитивна енергија. Имам толку многу обврски што јас тука уште сум се запнала во соба и снимам. Треба да искочам веќе. Ја морам да си купам такова за телефон за држење. Само да знаете како сум го ставила телефонот кога да се држи и како сум го наместила ова, значи пресмешно. Пошто немам такво за држење, треба да си купам. И сега нешто да импровизирам тука. Ја има то некористење на ретровизори. Еднаш кога слупа беше колата од двор, тоа беше тамна. Но секако не бев јас крива. Кој секогаш за се не сум јас за ништо крива. Леле, луѓе, колку сонце пука, а толку е преладно, значи ужас. Јас сега тргнав, оваа комшика, значи упорно ми се лепи од позади. Ја не знам зашто тука на улица кај нас не стават сейф сити, па лепи се до сабајле. Значи, многу мрзам ваквија страф ми е, зашто оваа не знае да вози глупачава. Главно, идам сега да го земам Филип. Ја не знам што е денеска со луѓево. Дали нешто сонцево ги пореметило или вирусов што беше, значи стварно не разбирам. Во е со автобусов и у мене. Оваа комшика од позади ми се лепи. Абе, рад да не си, рад. Да, ја тоа викам, значи, налет денот кога положив и кога седнав во кола да возам. Значи, пака. Иначе цело време се канам, ајде, денес, ајде утре, да снимам, бла. Имам дотуша неколку видеа. Едва се опоравив, недела дена бев болна у кревет. Ја не знам што вируси ќе беше тоа, што сите друштвено буквално не фати. Али, Богу фала, сега се окей. Еве сонцево искочи. Ја не знам, како се вратив од Црна Гора, пошто таму живеев. Откако се вратив, значи 2 пати се разболев. Што све не се сподеси во овие, да кажам, колку месец дена сум тука. Нема ни месец, уствари. Ја многу сакам вака кога искочи сонце, значи одма позитивната енергија ми се враќа. Одма сакам да идам негде на некој патување, негде ми се шета. Значи, сан. Јас стварно овека ништо не гледам на овие ретровизори. Само да ме залупа некој. Добре, се преисторив. Не сум толку лоша за воžња. Иначе во Црна Гора како возат, поготово во Подгорица, значи луѓе не ви посакувам, луѓе во таму не знаат да влезат кружен. Значи ние сме злато, ние сме тука себе. Не ни требаат сейф сити, значи нема потреба, супер си возиме. И тоа таму, значи све излудено. Они не гледаат ти дали он, значи, битно влегол у кола и нема кај него кружен предност едно друго. Он е предноста у кружниот. Значи, него сите треба да му се тргнат за он да влезе. И така сите. Ја не знам, тоа е Бангладеш таму. Али секако ме беше многу убаво таму за живот. Многу интересно што пред да почнам да снимам, многу се мислев на кој јазик да почнам да снимам. Дали да снимам на македонски, дали на српски. Тоа ми беше најголема дилема. Значи, ја за зборење и за такви ствари мене уопште не ми е никаков проблем. Значи, сите што ме познаваат знаат колку ја сакам да зборам, колку мене работи и ствари ми се дешаваат. И до душа сите цело време ми викаат што не почнеш да снимаш, што не почнеш да снимаш. Еве, дојде времето и ја да снимам. Да ви кажам што како се дешава јанака. Има цело време работи што понекогаш и ја ги заборавам дека се десиле, па вака да си останат дуго сеќања. Иначе ќе има видеа, ќе ви снимам видеа и на српски, кога ќе идам у
Србија, у Црна Гора, секако таму со повеќе што да не зборат македонски, така да ќе гледам да бидат на српски. Така да поздрав и до моите пријатели, јас секако нема да ги изоставам и нив. Така да, сега идам да го земам Филип и малце да сврши таму низ град, одима некој врски и јас исто така. Па тука ни се успати на двајцата, јао. Сум попримила и јас од живењето во Црна Гора да влагам на кружен, тука без никаква спредност. Еве и ово исто така. Така да си се тешам вака. Сакам да правам денеска тирамису, али се некако, не знам, викам ај дали денес да правам, дали деновиве, може тоа да ви снимам тирамису како правам, да е интересно. Што ми се деси вчера, заборавив да кажам со Филип, доаѓам кај него и тука оставам колата, али навечер е, значи, ако надвор е -2, овде кај него е -15. Толку е ладно, а јас заборавив дека треба, иначе тоа ми е едно од врските, да ја сменам батеријата од клучот, пошто не ми се отклучува, валјда, не знам, секоја зима откажува така. И ја да си идам кај дома, да идам да отклучам на врата, го ставам клучот, не влага луѓе. Оно замрзнато, значи се слуша мразот буквално. И му сеам на Филип, викам дај ми упалјач еден за да го заграм клучот, за да си отклучам бравата. И он ми дава еден упалјач, значи луѓе, тоа ја прстот мислам дека го издупив од упалјачот, не дека се упали упалјачот, него немаше уопште. Плюс ветер дуваше некој и викам дојде да ми помогнеш. И он кога држи тука со рацете, умеѓу време застанува, значи, кола и вика што правите? И ја викам пробуваме да отклучиме колава, неќе. Викам да немате, викам упалјач случајно да, знаеш да, и само девојка искаче, вика од полиција сме. Викам и? Али ја толку викам, да немате, викам сега упалјач или не, да помогнете. И вика, што правите? Буквално. Застана типов, значи, се изнагледа, требаше да ја свртам камерата и него да го снимам. Еве го Филип. Долази мега риба, мега звезда, мега ниво. Свива вам е мега криво. Да. Здраво. Здраво. Што? Им раскажувам вчера. О! Види го ти мојот изум. Да. Значи, пошто немам такво задржање. Ова е Филип. Здраво. Welcome back to my Welcome channel. Значи, застана тука комшија твој. Кој? Не знам ни со шокола, некоја таква светла поја. И се изнаглеа како ќе нема. Да, како се беше, ако се гладни или појдет гет? Не. Беше ми се одјаде. А вчера им кажав, викам, од утре почнам да снимам, никој да нема у куќа. Зошто на сонце е толку гладно? Тоа и јас го зборам. Значи, свеќе си облеков јакнава, што грее. Јас се надмутав како да кидам на шапка. Па можеме. Да. Али баш убаво вака. Што беше? Представив каиш. Заборави. Чекай да тргам. Иначе цело време Филип го заебавам. Пошто каишот ми работи само кога стискам газ. Не знам, има некоја блокада. Кола е цела, значи... Блокада. Блокада, да. Прича за себе. Затоа и е со мене. Да. Ово го залепна ништо ствари? Не бре, гледаш дека новчаникот
Ова се држи вака. Мислам дека ти залепено со Не, за- октопади. Немам си перички. Немам. Перем картон. Берем картон. Мајсторка да будем. Бараме нешто и не успеавме да најдеме. Така да сега си ја чекаме Сунчица, што она ни е главниот мајстор. И она ќе ни каже се што кај има. Јас нормално дека се седнав, додека Сунчица пробува зимска опрема. Ќе биде скијачица. Еве, идната скијачица. Значи, ги врати. Зашто ги вративте? Па ги вративме затоа што Сите чизми, значи, што ги има во продавницата, она луѓе се фати за најгрдите. Значи, не ми се верува. Не можам ни јас да. Јас тек сега си доаѓам дома и имам буквално сат и пол да се спремам. Уште не знам што да облечам. Значи, хаос. Ќе ви покажам неколку фустани, па ќе видиме. Се мислам дали да носам краток фустан, како например овој, и да ставам нешто накид. Многу ми е некако, што знам, или долг со ракави. Тоа мислам дека би била подобра опција. Душе имам и овој исто краток со долги ракави, го носам за нова година. И сега не знам дали пак да го облечам. Некако за нова година го носев, али исто ко да не сум го носела, така се осеќам. Као да не била нова година. Чисто. Што се забутало ова тука вака? Јао. Еве го. Да, пазете да не го видите. Да ви покажам. Да, и овдека ракавот нормално. Еве вака. Ова е предниот дел. И вака кратко е. Интересно стои, не знам, еднаш облечен. И тој другиот е еднаш облечен. Дотуша сите фустани се еднаш облечени, освен еден фустан, значи што имам. Лето, зима, значи фустанот, ја не можам да го соблечам од мене. Срам ми е више да се сликам од него и да постирам, али ова кога ќе го облечам, ја се осеќам кога сум го освоила целиот свет. Значи, буквално. А го купив за 900 денари. Можете да замислите, душа да ме извади. Душата. Сепак мислам дека опција ќе биде црн долг фустан и може да искомбинирам со маслинести штикли. Ај, ќе видам. Меѓу времето дека го барам црно долг фустан, најдов уште еден црн долг фустан. Овдека е отворен и највише ради ова го земав. Овој детаљ највише ми се свиѓаше. Фустанот е супер така малку по-класичен. Може и тој да се скомбинира добро. Или да облечам панталони. Стварно не знам. Главата ми пуца. На крај, крајава. Што ке ме фали? Значи, најача. Толку се изморив, значи, во изглед, што не би отишла нигде. Значи, искрено би си легнала и чао свима. Али, ајде. Пошто Ептен ми е близок пријател, па да го испоштувам. Иначе,
Не би ме видела. Ovo je како fustan. Значи, јас го најдов ова со овијетом талбани. Надвор знам дека е минус 50 и дека више поларни мечки искачаат, ама ја имам вака. 2 пати бев болна, може ми 3 пат, така да за мола све се трпи. Можела била бунда од горе, така да била во бунда ќе ме спаси од све. Ја мислам дека е одлично. Имаш више да ма мислам фустани или такви ствари. Ако облечам долг фустан ќе бидам под тетка. Така да ова е тоа. Дори може црна бунда. Да бела овака малце да разбие. Така, да ви покажам од далеку малце. Морам да го затворам ова. Секојаш ми отворено, а да се го затворам. Не може ни да се затвори. Значи вака бела бунда, ова вака и штикли. Да може и чизма штикла. Не може да видите вака целосно. Но нема везе. Мене ми се свија. Како да, чак. Дори се мислам дали са колку да облечам. Ама секако таму кога ќе отидам, малце вака ќе посегам со бунда, да после ќе ми стане топло. Се знам себе, нема да трпам ништо, така да ова е мојот аутфит. Уште малце само шминка да си ја подсредам и јас